Нашиот соговорник има 21 година. Родом е од Штип, светски олимпиец по информатика, државен шампион во шах во сениорска конкуренција, а од неодамна своите вешти шаховски потези ги користи и на надпреварите на кои ги брани боите на екипата на престижниот универзитет Оксфорд. Причина повеќе да го поканиме Филип Михов на разговор. Филип, добро утро. Добро утро и благодарам за поканата. Имаме многу поводи за денешниот разговор, но ќе започнеме со она што последно го кажав во најавата, каде го споменав престижниот универзитет Оксфорд. Всушност, Оксфорд е само еден од неколкуте универзитети од кои добивте понуда да го продолжите школувањето како првенец на генерација во средното училиште Орце Николов. Како падна одлуката за Оксфорд? Кога завршив, тоест веќе на почетокот на четврта година, тогаш почнуваат апликациите за универзитети, обично, нешто порано од кај нас. Имав замисла дека ако веќе одам во странство, не би отишол само за чисто да биде странство, туку за нешто што навистина би било во, не знам, во самиот светски врх. И затоа што не беше и некоја на системна елиминација во главно, затоа што мораше да биде некаде да се зборува на англиски, а Америка ми се види далеко. И така паднавме на одлуката за Англија. Но Оксфорд не е единствена причина поради која што ве поканивме на разговор. Всушност, успесите кои што ги нижете во спортот се еден од поводите секако и шахот, приказната со шахот. За да им појасниме на нашите гледачи, ќе кажам дека од она што го имам како информација за вас, првите потези шаховски всушност ги учите на 4 годишна возраст од вашиот дедо. Така почнува приказната? Така е, да. Така воглавно почнуваат повеќето шаховски приказни. Потоа го имав првиот тренер на 10 години во Штип, покојниот Голомеов, а потоа почнав да работам шах со велемајсторот Јучимовиќ во Скопје, во шаховскиот клуб кој. И дека шахот не е привремена љубов, докасе и успесите кои што ги постигнувате, особено изминатиот период. Првите се на домашен терен, за кој што сакам да зборуваме, титулата во сениорска конкуренција на отвореното првенство на Македонија кој што содржа летово во Струга. Каква беше конкуренцијата и тешка ли беше борбата за првото место? Фактот е дека јас не бев меѓу фаворитите. Заради некоја причина најдобрите македонски играчи сепак не играа на тоа отворено првенство. Меѓутоа, сепак имаше прилично силна конкуренција, имаше еден велемајстор, двајца интернационални мајстори и неколку мина фиде мајстори. Така што воопшто не беше некоја лесна задача да се освои тоа. На крај се поклопија коцките и јас успев да избиам на првото место со, мислам дека 7 од 9 поени. И тука доаѓаме до најинтересниот дел на приказната, веројатно, кога треба да споменеме дека виштите шаховски потези ги користите во моментов за да ги браните боите на универзитетската екипа во шах на Оксфорд. И со неа нижете успеси? Така, меѓутоа, јас сум во шахот во Оксфорд уште од прва година, сега сум четврт уште кога дојдов. Веднаш почнав да играм за универзитетот, потоа една година бев и капитен на првата екипа во регионалната лига. Оваа година ќе бидам во март капитен на традиционалниот меч кој што ќе го играме со Кембридж. Сум учествувал на доста надпревари, на екипни првенства, ние играме разни хуманитарни турнири, универзитетски лиги, со меѓународни универзитетски лиги, исто така имаме учествувано и во странство, во Кина, например. Така што, да, интересен начин да се помине време. Колкава е Оксфордската шаховска екипа? Колку членови брои?
Шаховскиот клуб, ако прашувате за клубот, брои околу 100 членови. Тоа е што дури сериозна мене бројка. Да, изминативе години, особено пред 2 години, направивме доста голема промоција на шаховскиот клуб и затоа имаме и доста членови овие години. Обично за екипата има неколку тимови, има прв тим, втор тим, трет тим. Обично играат 10 играчи за една екипа. И кога се споминува возраста од 21 година, веројатно првата асоциација со што се занимава еден млад човек на 21 година не е шахот. Па морам да ве прашам на што прво ве асоцира кога вам ќе ви го споменат шахот, зошто токму шахот и што е она што ви причинува најголемо задоволство во оваа игра? Тоа е тешко прашање. Тоа е нешто како хоби, љубов, задоволство и нешто што кога ќе најдете вистинската мотивација, ве тера да работите на тоа. Интересни се и турнирите, интересно ми е мене и да го работам, интересни се и луѓето со кои што се среќаваме ние шахистите, кога одиме на турнири, кампови и така натаму. Така што, не знам, едноставно игра како игра, знае да биде доста заразна, знае и да донесе многу убави моменти. И можеме ли да најавиме некој надпревар во периодот кој што следува? Што на домашен терен, бидејќи често условно кажано скокнувате до Македонија за домашни надпревари, што со универзитетската екипа на Оксфорд? Јас играм постојано во Оксфорд. Имаме, како што споменав, разноразни лиги, така што ќе играм овде. Во Македонија се враќам на почетокот на декември. Немам сега за сега ништо планирано, фактот дека кај нас и нема некое фамозно изобилие на турнири. Обично ние мораме да одиме во соседните земји за да играме турнири. Така што би сакал, но не знам, немам некој конкретен план што би играл наскоро. При крај сте со образованието, што значи тоа? Дали ќе се вратите и кариерата ја замислувате во Македонија или пак? Идеално да. Јас не сум против идејата да се вратам во Македонија и би работел во Македонија. Јас навистина би сакал кога би можел да го пренесам стекнатото искуство овде во Македонија и би се вратил ако постојат услови за тоа. Благодарам за разговорот, Филип. Јас лично посакувам многу успеси што во спортот, што во образованието. Се радувам на моментот кој го споменавте дека сакате кариера во Македонија. Тоа значи дека во периодот кој што следува би имале убави поводи за следни средби. Благодарам. Така. Благодарам.